Франција околу зајагнувањето на идентитетот на французите како французи во рамките на Европската унија. Има дебата јавна, како што можеби не знам дали во вакви рамки како кај нас што излезува со антички словенски македонци, но во една голема како да се зачува идентитетот во глобализацијата, тоа е навистина една светска топ тема, не само наша. Кај многу нивни јавни личности, политичари, интелектуалци се јави загриженост за губењето на идентитетот и препораки до владата како да се тоа зацврсти, до нивната влада. Како да се зацврсти тој француски идентитет и така натаму. И сега во тоа исто време, кога во Франција се одвива една таква дебата, ние се соочуваме со проблем со комплетно негирање на нашиот идентитет и барање да го извршиме, да го поништиме и комплетно да го промениме. Тоа е вака еден парадокс. Значи, на едната страна, не само што го имаат и никој не им го оспорува, работат на идентитетот. Голема дискусија има како да го зајакнат, односно да спречат евентуално засобнување во рамките на Европската унија, кај нас не викаат скроз да се избрише. Но тоа е живот. Тука се гледа искривеното гледало на некои нешта. Не ни преостанува ништо друго, освен да продолжиме да се бориме. Меѓутоа ни преостанува, она што ни преостанува е да направиме ние Министерство за национален идентитет, зашто да не. Добре, да направиме сега мала пауза. Наше сонце, наше небо, наш ланец маркети, наш Тинекс. Поликлиника за очни болести Офталмос, оперативен третман на глауком и катаракта, старечко перде и вградување на интраокуларна леќа за само 10 минути на конвенционален начин и фако метода, во локална анестезија со капки. Поликлиника за очни болести Офталмос. Телефон 3 222 533. Офталмос. Ново. Juve Export Steel отвори нов мега мебел центар на излез од Скопје на патот за Куманово. Ке најдете мебел за сечи вкус и специјални новогодишни и божитни попусти. Повелете. Juve Export Steel. Удмен амбиент кој плени, ресторан кој вашите жилби ги прави реалност. Ресторан Лисабон е тука за заедно да ги поделите вашите среќни моменти со најблиските. Свадби, крштевки, родиндени. Исто така имаме и кетринг услуга која ги задоволува и највисоките критериуми. За несреќните младенци на крајот на годината на белиот бал, но губрени изненадувања. Ресторан Лисабон. Средношколци и кандидати, вашиот сон за собствен бизнис нека започне да се реализира во Средното стручно училиште и во обучниот центар Академија Леонтич. Настава со најнови техники на работа, пракса во која се вежбаат сите третмани со современи алати, прибори и апарати, совладување на индивидуална и тимска работа и комуницирање со странки, планирање на развој на собствен бизнис. Првото средно стручно училиште и првиот обучен центар во Македонија. Академија Леонтич. Секојдневно животот пред вас поставува нови препреки. Стрес, прескокнување на оброци, неквалитетна исхрана. За да ги надминете, потребно е секогаш да бидете во полна форма. Клинички докажано, Баланс Плюс успешно го регулира варењето на храната по 10 дена редовна употреба. Баланс Плюс му помага на вашиот организам да ја одржи природната рамнотежа. Од сега вашиот омилен Вита Баланс Плюс јогурт, збогатен со бифито дигестио комплекс со ново име. Баланс Плюс за добро варење и активен метаболизам. B-Milk. Затоа што животот продолжува и по 5 часот попладне. Продолжуваме и ние. Eurolink е единствената осигурителна компанија во Македонија која обезбедува 24-часовна поддршка за своите клиенти. Добре дојдовте во осигурувањето, кое никогаш не спие. Eurolink осигурување.
И бидејќи е ова последната емисија за 2009-та, би било редно да ја завршиме со една порака за во 2010-та за сите македонци, сите државјани на Република Македонија што не гледаат во моментов, бидејќи ми се чини дека 2010-та треба да биде некако година за наш внатрешен консензус по некои нешта. Па, по моје мислење 2010 година ќе биде полна со искушенија и со предизвици, но земјата ќе се движи напред, како и да е. Најголемите повторно ќе бидат на овие два плана на кои што и 2009 беше оптеретена. Тоа е светската економска криза, која што неизбежно ја погоди и Македонија. Таа, според сите прогнози, нема толку брзо да замине колку што се предвидуваше или посакуваше преходно. Значи, ќе почне еден процес на доста бавно закрепнување, кој што ќе биде толку бавно што ќе офати поголемиот дел од 2010 година со својата сила, како криза. И тоа е така во цел свет. Значи, јас не можам да предвидам дека Македонија ќе излезе од кризата, цел свет ќе остане во кризата. Ќе има едно закрепнување, ние предвидуваме раст на бруто домашниот производ од 2%, тоа значи дека ќе одат работите кон подобро, но не со таква брзина како што посекуваме и ние, и Германија, и Франција, и Англија, и Америка и така натаму. Сите посекуваме побрзо, но очигледно дека ударот на кризата беше толку силен што неминовно ќе се чувства и во текот на следната година, иако бавно, но сигурно лека по лека работите ќе одат кон подобро. Еве имаме први сигнали, индустријското производство во ноември оваа година во однос на минатиот ноември порасна за околу 4,5% ми се чини, така што тоа се веќе првите позитивни сигнали. Од политички план, како што кажа, втората тема која што силно не оптеретуваше во текот на 2009 година е нашите евроатлантски интеграции и нивното попречување од страна на Грција заради нашето име и нашиот идентитет ќе останат во фокусот на вниманието. Ќе биде исклучително тешка година на тој план, имајќи во обзир дека во Грција е изборна година. Во март грците бираат председател, а во септември локални избори. По нивниот устав потребно е, ми се чини, двотретинско мнозинство за да се избере председател, што значи дека треба да го подржи и опозицијата, таму во парламентот се бира. Доколку два пати поред не се избере, тогаш се предизвикуваат по автоматизам предвремени парламентарни избори, така што од тој аспект може да се претпостави само дека ќе имаме тежок период во однос на разговорите со името, затоа што тие ќе бидат внимателни на секој чекор како ќе се одрази на домашен план и како него ќе го коментира и опозицијата. Потоа им следуваат и септемвриските локални избори, плюс тешката економска криза која што вонредно ја зафати Грција не само заради глобалната криза, туку и заради напластениот финансиски долг од околу 300 милиони евра, колку што видов во некои надписи. Така што, од друга страна, притисокот и врз нас и врз нив од меѓународната заедница ќе биде да се најде решение. Ќе биде тешка година во тој правец. Значи, неизвестно, крајно неизвестно е како ќе одат работите и покрај огромната наша желба и волја да најдеме решение, останува да видиме колку другата страна ќе биде подготвена за еден таков компромис. Сегашните сигнали што ги добиваме не се многу позитивни во тој правец во однос на нивната подготвеност. Но еве да не преюдицираме ништо, туку да се вложиме себе си целосно во тие разговори, да ги дадеме сите наши капацитети, па на крајот да видиме како ќе испадне. Така да тоа ќе бидат главните два предизвици со кои што ќе биде следната година, според она што од сега може да се предвиди. Да, некаква проекција. Да, проекција. Дури пред некоја емисија овде беше еден господин од Германија, консултант Питер Вулф за туризам и правење стратегија за Македонија во таа насока. И некако многу сигнали, па еве фондовите од оваа ИПАРД програма која точно меѓу другото е наменета и за рурален развој, меѓутоа и за развој на тој тип на тој тип на туризам и уште вели многу чудно во Македонија може да функционира многу добро тој индивидуален туризам. Претпоставам зашто сме ние такви вака потабијат индивидуалци сите, па и туризмот по тој модел дека може многу лесно да се развива и најдобро кај нас. Можеби не лошо точно владата